Добар ден и од мене. Слушнавте ве, можевме да се увериме во тоа дека и покрај тоа што општината има исклучително високи долгови, блокирана сметка, и покрај тоа што има исклучително високи обврски наследени од лошото менаџирање со општината изминатите 4 години, сепак градоначалникот успева да најде начин како да проектите кои што се ветувани за време на кампањата на локалните избори од 2021 година ги испорача и ги реализира. Слушнавте дека десетици проекти кои што се или завршени или се во фаза на завршување или допрва ќе бидат започнати. Значи, повторувам, блокирана сметка поради големи долгови и истовремено на преземени обврски кои што се мерат во стотици милиони денари. Сепак се наоѓа простор, се наоѓа можност доколку се работи честно, доколку се работи одговорно. И јас се користам оваа прилика да му честитам на градоначалникот, да честитам на советниците, овдека во општина Василево, на мнозинството кое што ги поддржува политиките на градоначалникот, на ВМРО ДПМН, да им честитам на луѓето од администрацијата, што наистина во невозможни услови, би рекол пеколни услови, успеваат да испорачаат она кое што е потребно за граѓаните. Сведоци сме дека пред неколку дена граѓаните на нашата држава, на Македонија, платија 117 милиони евра, односно 7 милиарди и 250 милиони евра за проект кој што никој не го гледа. А овдека гледате дека се што се работи, се гледа. Односно, се она кое што се испорачува, патна инфраструктура, игралишта, канализација, водовод, може од граѓаните да го видат и да го користат, а владата на ДУИ, поддржана од помалиот партнер СДСМ, пред неколку дена во средата исплати повеќе од 7 милиарди и 200 милиони денари за проект кој што никој се уште не го видел, а богами како што тргнале работите, нити пак до крајот на оваа година ќе го види. Тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и разликата помеѓу владата на ДУИ, поддржана од помалиот партнер СДСМ. Тоа сум убеден дека граѓаните ќе го препознаат, тоа веќе се чувствува на самиот почеток од нашата кампања "Ова е Македонија за сите". Веќе енергијата се препознава. Јас сум убеден дека на следните парламентарни избори коалицијата која што ќе предводи ВМРО ДПМН ќе стигне до онаа бројка од 61 пратеник и ќе испише уште еднашка историја како што тоа го направивме на изборите локални во 2021 година, кога за прв пат од позиција на опозиција некоја политичка партија успеа власта да ја декласира и во првиот и во вториот круг и да освои мнозинство градоначалници. Сум убеден дека тоа ќе се случи на следните парламентарни избори. Уште еднашка честитки до Славе, до градоначалникот, честитки до мнозинството во Советот советници, до администрацијата, вака да продолжат и во иднина да работат. Јас сум убеден дека идната влада на ВМРО ДПМН заедно со општинската администрација, со градоначалникот, со пратениците кои што доаѓаат од овој регион, ќе реализираат проекти кои што и не биле дел од ветувањата и програмата, имајќи предвид дека идната влада планира на ВМРО ДПМН планира да вложи повеќе од 250 милиони евра годишно, тоа е околу 1 милиарда во еден 4-годишен мандат, за проекти кои што доаѓаат од локално ниво, односно доаѓаат токму од граѓаните и се во оваа форма: канализација, водовод и патна инфраструктура. Во тој дел би го напоменал и ова што го кажа градоначалникот, а тоа е за самото населено место Василево да се изгради конечно тој колекторски канализационен систем и за да можат луѓето во 21 век да ги имаат елементарните услови за живот. Бидејќи сега како што стојат работите, тие се уште користат субстандардни услови за отпадната и фекална вода, така што наистина тоа не го заслужуваат граѓаните во 21 век и тоа ќе биде еден од првите проекти кои што идната влада на ВМРО ДПМН ќе го испорача, а градоначалникот е задолжен да го изготви тој проект и веднаш да го достави за да биде реализиран. Јас тоа го ветувам уште во првите 100 дена, ево овде од Василево, дека тоа ќе биде проектот кој што ќе биде реализиран, а сега ќе го отпочне градоначалникот. Така што, тука јас би завршил, доколку имате било какви прашања, ви стојам на располагање. Да. Господин Мисковски, како ги коментирате последните статистички податоци на Евростат за енергетиката во Македонија? Сме го коментирале тоа многу пати во минатото. Јас само тука би ја додал онаа парада што ја правеа во рек Битола пред неколку дена, се сеќавате, за прв пат, можеби и во светската политика, се доделува пофалници и благодарници поради завршена грејна сезона.
Јас кога слушнав дека има некој настан во рек Битола, мислев да не се отпочнува модернизација, некој нов коп, живојно, некоја нова технологија и така натаму, кога тоа да било благодарници поради тоа што била завршена грејната сезона. Не можев помалку да се срамам од нивниот срам. Еве, бројките се немилосрдни, Евростат ги објавува. За жал, граѓаните во Македонија ова нивно незнаење го плаќаат многу скапо, односно граѓаните го плаќаат едно од четирите најскапи цени на електрична енергија кои што ги има во Европа и покрај тоа што нашиот стандард е па на дното, односно помеѓу трите најсиромашни држави во Европа, али плаќаме електрична енергија како трите најразвиени држави во Европа. Така што ќе дојде набрзо време кога за сето ова ќе се поднесе сметка. Јас тоа сум го кажал многу пати во минатото, за да не биде после тоа не сме кажале, за да не биде после тоа лелекање, да не биде после тоа плачење, еве, да знаат дека за сето ова еден ден ќе дојде, а тој ден доаѓа. Секој ден сме поблиску до тој ден, ќе се сведат сметките, за да не биде после не кажавме. Затоа треба многу да се внимава како се однесуваат овие последни неколку месеци, затоа што колку побрзо заминат, колку побрзо се случат тие парламентарни избори, толку побезболен ќе биде нивниот пат. Колку повеќе одолговлекуваат, толку поголема ќе биде казната од народот, но и одговорноста пред законите. Ги предупредувам и вработените да не подлегнуваат на притисоци од оваа влада на ДУИ поддржана од помалиот партнер СДСМ, затоа што знам и слушам дека голем дел од луѓето што работат во државната администрација се под притисоци да го подпишуваат, да го ратификуваат криминалот на оваа влада на ДУИ поддржана од помалиот партнер СДСМ. Ги предупредувам да одбиваат таква работа, затоа што секој изминат ден сме поблиску до падот на оваа влада, а ќе повторам, со падот доаѓа одговорноста и таа одговорност е по вертикала. Ги предупредувам и ги замолувам да не ги прифаќаат овие барања од страна на овие политички криминалци и насилници. Преволку споменате астрономски суми за исплаќање. Колкави се обврските кои што ги имате земено држава кон Бехтел и Јенка? Па ние зборувавме за некои бројки во текот на вчерашниот ден, но детално, кога ќе го расчлените договорот, до овој момент, кога ќе ги соберете обврските кои што произлегуваат од самиот договор, но и пеналите кои што треба да ги платиме поради тоа што се уште работната недела е 40 работни часа, а не е 60, а тоа е така бидејќи законот за работни односи е таков, а тој е таков затоа што Уставниот суд кажа дека е неуставно работната недела да биде 60 часа, а не 40 часа. И ако на тоа се додадат обврските кои што се произлезени од договорот за надзор и супервизија, каде што имаме компанија која што произведува долен веш, а треба да надзира ваков капитален проект, тогаш ќе дојдеме, верували или не, до бројката од близу половина милиарда евра. Близу половина милиарда евра, што до овој момент, до денеска, се превземени како обврски, а шајка не е закована. Близу половина милиарда евра. Инаку, по основ на обврски кои што се доспеани од самиот договор и пенали доспеани од самиот договор, доаѓаме до бројка од околу 230 до 250 милиони евра, заклучно со 30 април, а веќе се исплатени, реков во самиот влез, повеќе од 7 милиарди и 200 милиони денари, тоа е отприлика некаде околу 117 милиони евра во средата. А се уште шајка не е закована. Се уште никој ништо не видел. До овој момент тоа се случува. На 3 мај е закажена конститутивната седница на работната група за изборни реформи. Новаковски, председателот на работната група, во изјава за медиумите кажа забелешки од ОПСИ и ОДИХР за несразмерноста на бројот на жители по изборни единици, односно гласачи во однос на пратеници кои што ги имат. Имате ли коментар? Па, предпоставувам тука мисли на бројот на гласови одредени пратеници што се избрани во една изборна единица и бројот на пратеници и бројот на гласови со други пратеници. Речеме дека во четвртата изборна единица пратениците која ќе се гледа специфичниот број на глас се некаде околу 7.500, да речеме, а додека пак во изборната единица 6 се околу 5 до 5.500. Отприлика и тоа наистина е спротивно на уставот бидејќи нема теженски фактор подеднаков. Знаете, ако некој
бира пратеник кој што е отприлика 5 до 5.500 гласа, некој 7 до 7.500 гласа, тогаш овие се обесправени луѓе одека што се во оваа изборна единица и затоа единствен начин тоа да се отстрани е да имаме една изборна единица и тогаш секој пратеник што ќе биде биран во Македонското собрание ќе биде со подеднаков број на гласови. И јас апелирам до владеачката ДУИ и до коалициониот партнер Алијанса за албанците. Мислам дека како тие ќе донесат одлука, така помалиот партнер СДСМ ќе ја прифати, да излезат во јавноста и да ја прифатат ова одлука за една изборна единица. Наистина нема потреба од национализам, нема потреба од, би рекол, иридентизам. Секој граѓанин е еднаков пред уставот и тие што гласаат во Тетово и во Гостивар треба да се подеднакви како и што гласаат во Струмица, во Василево, во Босилово, Ново село и така натаму и така натаму. Затоа е уште еден апел до европејците од ДУИ, коалициониот партнер Алијанса за албанците. Јас сум убеден дека помалиот партнер СДСМ ќе прифати тоа што тие ќе кажат, да излезат и еве ние сме подготвени во парламентот да го поддржиме тоа како ВМРО ДПМН, да имаме една изборна единица и да одиме на избори. Еве време е сега и јас наистина ги поздравувам овие препораки на ОПСЕ и ОДИХР, бидејќи наистина на цела територија во Македонија треба секој глас подеднакво да тежи. Не може да имаме граѓани од прв, втор и поинаков ред. Ме разбирате што се кажа. Уште едно прашање кој Бехтел Виенка, затоа што е конкретно вие ги имате видено договорот, ние целокупната јавна изгор немаме видено. Вие ја одрживте и брифинг околу ова прашање. Една од оние ставки каде што се може да се каже највисоки пеналите, она подготвите за подготовка на градилишта. Зашо точно стане збор? Да, според договорот е предвидено 117 милиони евра да се платат за подготвителни работи и подготовка на градилиште. Тоа, предпоставувам, се уште тече. И тие се предвидени да бидат исплатени во два наврата. 83 милиони е предвидено да бидат исплатени 2 недели откако е подпишан договорот и дополнителни 30 милиони евра 45 дена откако е подпишан договорот. Предпоставувам дека они ги собрале овие две суми и ги исплатија во средата. И они веќе исплатија 117 милиони. Сега доаѓаме до вториот дел. Вториот дел е пеналите кои што треба да се платат поради тоа што не е променен законот за работни односи во рок од 45 дена од подпишување на договорот. А таа дата заврши на 22 април. И таа сума која што треба да се плати по еден основ е минимум 53 милиони евра. Ако ме прашувате кога тие треба да се платат, тие треба да се платат во рок од 2 недели, откако ќе изминат оние 45 дена предвидени да се смени законот за работни односи и да се продолжи работната недела од 40 на 60 работни часа, а тој ден истекува на 6 мај. Значи веќе за една недела од денеска би рекол дека тој ден истекува кога треба и овие 53 милиони да се платат и од информации со кои што располагаме се уште има натегање помеѓу владата и фирмата изведувач околу банкарската гаранција, кога ќе се договорат, ќе бидат исплатени дополнителни 50 милиони евра по основ на авансно плаќање кои што се предвидени во самиот договор. Така што таа бројка ќе биде за недела дена од денеска огромна, ќе биде повеќе од 230 милиони евра, а се уште од проектот нема ни П, односно нема нити шајка некој заковано